време е за нашето утринско будење. Бете Илин веќе имаме на линија. Ќе ја поздравиме. Колега, само ќе ве замолам и телевизорот од таму за да можеме Бете да ја погледнеме како што треба. Посакуваме добро утро и добар старт на овој дождлив ден. Не знам колку тебе ти влијае дождот, на позитивно или на негативно? Добро утро. Добро утро. Преубаво е времето. Ако си дома или ако треба да излезеш и да функционираш низ градот, ти представува проблем дополнителен или едноставно уживаш каде да си? Не ми представува никаков проблем, иако има дожд. Повеќе ми пречи кога има многу сонце, така да снег и дожд се добре дојдени. Супер, тоа значи дека дополнително ќе уживаш веќе во оваа есенска и зимска идила која што претпоставувам ќе имаме во текот на следните месеци. Бете, драго ни е што утрово се дружиме со тебе, една од луѓето кои што имаше можност минатата недела да присуствува во Music Verein, во Златната сала во Виена. Веќе веројатно нема некој во Македонија кој што не слушна и не дозна преку медиумите и социјалните мрежи за вашиот одличен настап таму. Импресиите се уште не стивнуваат, но пред да ни раскажеш и ти, би сакала само да ни го објасниш реномето на Music Verein, односно што таа сала значи за еден уметник, особено да си има можност нели да бидеш на таа сцена и да интерпретираш композиции, да нели ги пренесеш делата кои што ги знаеш на тамошната публика. За секој музичар, диригент и композитор е сон да се настапи во оваа сала. За тоа колку е важен тој настап, нема музичар кој што не може да каже дека животна желба му е таму да настапи. Чувството е преубаво. Се уште сум под големи емоции. Не знам како да беше остварување на некој сон кој што многу години наназад го посакував. Нашите гледачи имаа можност преку и известувањето на Телма Отаму, како што и споминавме со колегата Сотир Трајков, да на некој начин го почувствуваат сето тоа и истовремено нели да се гордееме како земја и на она кое што Македонската филхармонија таму го прикажа, го понуди, а истовремено го доби тој аплауз и тие стоечки овации како што можевме да забележиме. Но она кое што можеби не го знаеме е какво беше внатрешното доживување на самиот оркестар, на сите кои што се дел од Македонската филхармонија, па и на македонската публика која што беше таму. Верувам дека по самиот настап тоа споделување на импресиите и впечатоците дополнително беше еден убав момент или време поминато се разбира со уметниците и со оние кои што знаат токму тоа да го ценат, а и го доживуваат на еден таков начин. Каква беше внатрешната атмосфера меѓу вас? Внатрешната атмосфера, салата прво е преубава. Потоа публиката беше цела полна со емоции, имаше многу овации, секое место беше исполнето до последно. Кога излегов да се поклонам, се збунив поради тоа што јас бев понапред во редовите и не очекував дека целата сала е преполна, дури кој столче беше исполнето, така да превозбудена бев и премногу емоции поминаа низ мене, така да јас сум пресреќна што композицијата Македонска парафраза доби изведба во оваа сала. Да, токму тоа и ќе беше нашето следно прашање. Ти си според она нели што ми го сподели во текот на вчерашниот ден, велиш не сакам најчесто со мои композиции да се отвора некаков концерт, но во овој случај ти беше посебна чест и привилегија со твоја композиција да започне концертот на филхармонијата токму таму и на тој начин ти стануваш и првиот македонски композитор чие што нели дело било изведено токму во оваа престижна сала. Верувам дека ова дополнително импонира и дека веројатно ќе биде дополнителен мотив за работа понатаму. Да, моето дело беше во
првиот дел и прво дело кое што се изведе во оваа сала. Во првиот дел имаше и други македонски автори, додека во вториот дел имаше композиција од композиторот Дворшак. Македонската парафраза е композиција која што оригинално е напишана за трио хармоники во 2014. Всушност композицијата се вика Македонска парафраза број 2, бидејќи постојат три парафрази, број 1, број 2 и број 3. Оваа композиција достигна многу голем успех во изминатите години во Европа и во Америка. Секаде каде што ќе се представе со оваа композиција и секаде каде што изведувачите ќе отсвире, имаше многу емоција и овации од публика која што всушност не беше од нашиот крај, туку напротив странци кои што сепак кога ќе се презентира нешто каде што има фолклор, чекаме да видиме какви ќе бидат реакцијата. Реакцијата секаде на сите концерти беше перфектна. Така да по овој голем успех, други изведувачи ми ја побараа композицијата за да ја преработам, па ја направив за 4-рачно пијано, повторно и пијанистите го има истиот успех, ја свираа низ многу држави. Потоа ја преправив за ансамбл хармоники и ударалки, исто имавме многу голем успех. Инаку прв пат композицијата Македонска парафраза изведена во 2014 во Македонскиот народен театар за трио хармоники. Во филхармонија веројатно уметничкиот совет ја селектирал и добив официјален мејл во кој што требаше да ја оркестрирам оваа композиција за симфониски оркестар. Така да јас ова барање ми беше страшно голема чест и задоволство да го прифатам. Го прифатив, ја направив композицијата и освен во оваа сала во Виена се изведе и како премиера на отварањето на сезоната 2025-26 на 2 октомври во Македонската филхармонија, каде што исто беше прифатена со многу голем успех. Да, и верувам дека тука не завршува патот на оваа композиција со оглед на големиот интерес да биде изведена од најразлични инструменти и оркестрирана од многу оркестри, така што Бета, верувам дека следува дополнително успешен и позитивен убав период за тебе и за твојата работа. Ти благодариме што во утро некако придонесе да бидеш дел од утринската на Телма и да пренесеме се уште свежи импресии од историскиот настан кој што го имаше Македонската филхармонија во текот на минатата недела. Мислам дека денес е официјално една недела од концертот. Ти благодариме многу, ти посакуваме да уживаш во дождливиот вторник, со оглед на тоа што кажа дека ти годи ова време. Поздрав голем. Да. Ви благодарам многу. Поздрав. Да. Поздрав. Убав ден и одлична можност во ова наше утринско будење на еден ваков начин да ги пренесеме впечатоците од учеството на Македонската филхармонија во Музик Ферајн во Виена, а истовремено се надеваме, поточно не се сомневаме дека ќе бидеме сведоци понатаму на вакви успеси, а ќе имаме можност се разбира и за следни гостувања во утринска на Телма.